Одмор во странство за владата е луксус и нема да биде дел од новата потрошувачка кошничка. А дали можеби во пресметката ќе влегува некаков аранжман за летување на домашен терен, како што е 7-дневниот во Дојран, кој сега го има во анализата на ССМ, заменик министерот за економија не прецизираше. Кажа дека не станува збор за кратење на правото на одмор, но смета дека летувањето во странство како ставка во новата пресметка не треба да стои. Никој не го скратува правото на одмор, но сепак одењето во странствен одмор, мислам дека тоа секој граѓанин во Република Македонија, во зависност од своите од својот стандард и личен стандард и можности, може да си го обезбеди или не, меѓутоа сметаме дека не е еден од податоците кои треба да влезат во пресметувањето на просечната потрошувачка кошничка. Во новата пресметка на кошничката учествуваат Министерството за економија, за земјоделство, пазарен, Комисијата за заштита на конкуренцијата. Таа е готова и деновиве ќе им се даде на увид на синдикатите, Организацијата на работодавачи и на заштита на потрошувачи, а до крајот на месецов ќе биде верификувана на економско-социјалниот совет. Економистите сметаат дека пресметката треба да се базира на статистички податоци. Други чинители во процесот во смисла на Министерството за економија, кое што е надлежно за овие прашања, па во одредена мера и Министерството за финансија, во ред да учествуваат, меѓутоа основно е да се базира на официјална статистика. За сега се знае дека за кошничката повеќе нема да се користи терминот минимална, туку просечна. Наместо за 4 члено ќе биде за 3 члено семејство. Нема да има алкохол и цигари. Тие сега се наведени во брошурата на ССМ, но не влегуваат во пресметката на кошничката која синдикатите ја објавуваат секој месец. До промена во пресметката дојде по забелешките дека имало спорни производи. Премиерот Мицковски кажа дека тој лично во јануари не јадел црешни, кајси и праски, а не испил ниту лименка Нескафе од 250 грама. За Министерката за финансии Кочовска пак беше спорно зошто во кошничката има грашок во конзерва и 13 литри млеко. Дел од економистите пак сугерираа во новата пресметка да не учествуваат министерства.